Денеска сакам да зборувам за некои од најдосадните делови од Библијата. Во денешна порака ќе има малце интеракција со децата, така да возрастните ќе ми извините ако игнорирам малце. Важно е децата да слушам што имат да кажат. И денеска сакам да зборувам на темата скриени богатства. Деца, каде може да се најдат скриени богатства? Каде може да се најдат? Во пештера. Во пештера, добро. Каде на друго место? Во шума. Во шума може да се најде скриено богатство. Каде се може да се најде? На брод. На брод може да се најде. Точно. Еве некој гледал пиратски филм. на дела. Како? Во Нанди. Во Рудни. Во Рудни. Точно е таму. Секаде може да најдеме скриени богатства. Сега кога ќе најдеме тоа богатство на почеток, пример, одиме во пештера. И тоа богатство таму стоело многу време. Како ќе биде тоа богатство кога ќе го најдеме? Ќе биде ли извалкано? Нема да биде. Ќе биде извалкано, нели? Пошто имало прашина, имало, може врнело нешто. Самото богатство нема да е извалкано, ама ако стои во ковчег богатството, ковчегот ќе биде стар, ќе биде никаков. И јас мислам дека во Библијата постојат такви делови кои ние ги гледаме како овие се многу досадни делови, овие се многу никакви делови, а всушност во тие делови верувам дека има скриени богатства. Денеска ќе зборуваме за скриените богатства во Библијата. Сега, јас ќе ја замолам Сара да ми ги подели на децата што се школска возраст, некои од тие листови што ги испринтав јас. Таму има прашања. Значи прашањата се поврзани со проповедта. Значи, ќе видите кои се прашањата, не ви ги кажам, пошто може некој од сега да ги одговори. Тоа нема да ми се допаѓа. И некој од возрастните, ако сака, може да се земе, ако му е досадно. Има уште? Да. Океј, кои се тие некои досадни делови од Библијата кои јас сакам денес да ги покриеме сега со ова порака и да го откриеме скриеното богатство кое се наоѓа во тие делови. Има едни делови од Библијата кои се викаат родословија. Знаете ли што се родословија? Например, ако читате почетокот на Евангелието според Марко, деца, ајде да ми кажете дали тоа е интересен дел или е досаден дел. Слушате го сега. Првиот дел, воведниот дел од Марко. Вели вака. Слушате го ова сега. Книга за родословот на Исус Христос. Син Давид, син на Авраам, Авраам го роди Исак, Исак го роди Јаков, а Јаков ги роди Јуда и неговите браќа. Јуда ги роди Фарес и Зара, со Тамара Фарес го роди. Интересно е тоа? Така. И мене ми е досадно. Обично кога читам Библијата, тие делови ги скокав. Ќе дојдам до родословија, леле, сега, како прво имињата беа тешки да се прочитат, не се македонски, како Живко, например. Малку потешки беа. И ги скокав тие делови од Библијата. Но родословието на Исус открива многу интересни факти. Од самиот почеток ги имате тие родословија, од самиот почеток на Библијата. И некако од старт не се интересни. Веднаш после Адам ги има наброено сите деца после него. Адам го роди тој, трет, пет и така натаму. И кога доаѓа Ное со арката и неговите генерации се наброени. Исто и за Ное се случува. Доаѓа Авраам, исто и за Авраам се случува. Но од време на време во тие родословија, така се вика, ќе дојдеме до некој интересен факт. Например, еве некои интересни факти во родословијата. Тој што го пишува во родословијето, понекогаш ќе застане само да напише некој, тоа што ние во денешно време го викаме fun facts, за некој од ликовите. Например, Битие 4:18 до 21 вели вака. На Енох му се роди Ирад, а Ирад го роди Мехујаел, Мехујаел пак го роди Матусал, а Матусал го роди Ламех. Ламех зеде две жени, не треба така. На едната и беше името Ада, а на другата Цила. Ада го роди Јавал, тој е татко на оние кои живеат во шатори со стада. Значи, тој што го пише во родословието, ќе застане и каже, чека, овие номадите што ги гледате, што се во шатори, што немаат своји изградени куќи, он е татко на нив. Он така почнал. А на братот негов името му беше Јувал, тој беше татко на сите што свирија на гусли и шупелки.
Тој е првиот музичар во Библијата. Значи, тој што го пишал во Родословието, застанува вика Јувал е првиот музичар во Библијата, кој го знаеме. Во текот на Родословието ќе најдете и кој бил најстариот човек во Библијата. Например, го имате Битие 5 глава 21 до 20 стих, каде што се зборува за Родословието на Енох и така натаму и вели дека на Енох му се роди еден син кој се вика Метушелах, кој живееше многу години. Метушелах живееше 969 години. Така се вика најстариот човек кој некогаш живеел. Ако отворите книгата Броеви, ќе видите дека таму има премногу имиња, едноставно едно по друго. И можеби ќе се прашате зошто некој толку многу се трудел да ги запишува сите тие имиња и информации. Посебно ако се знае дека Стариот Завет се пренесува од генерација на генерација со устно предание на почетокот. Тоа значи дека сите имиња до едно, некој морал да ги запамти. Замислете која работа е тоа. Да ги запамтиш сите имиња поред. Треба да ги научи. Јас знам дека кога ќе мораше да научам некоја стихотворба, например во школа кога бев, учите стихотворби во школа? Песнички да не учите напамет по македонски? Не учите? Учите, како не, ќе ви дадат некоја ти, добро, ти што не учат, можеби не ги учат. Као мене. Ама да научам една песничка напамет, ми беше проект. Тоа ми беше многу тешко, да седнам, да ја научам песничката и тоа е едноставна, има и ритам, има и логика. А замислете цел Стар Завет, да го научите напамет и сите имиња поред. Вау! Многу тешко. Но зошто толку многу имиња? Да не забораваме дека самата Библија, а посебно почетокот, е приказната за создавањето на израелскиот народ, или поточно Божиот народ. Од самиот старт на Библијата, Бог има една многу важна мисија. На почетокот Бог ги создаде кој? Кој бе првите луѓе? Кој? Адам и Ева. Дали учите таа лекција? Да. Вау, супер. Значи првите луѓе кои Бог ги создаде се Адам и Ева. Бог имаше план од почетокот да ги создаде луѓето на кои им даде одговорност да се грижат за целата земја. Но луѓето, според приказната, се побунија против Бог и преку нив во сиот свет влезе гревот. Гревот е сето она што кажи го тоа, сето она што не извалкува од внатре. Гревот, ако некој праша што е гревот, гревот е сето она што не извалкува од внатре, не валка од внатре и оди на надвор. Доволно голем проблем е што гревот навлегол во нас, но гревот не остава во нас. Гревот излегол од нас и се расширил на секаде. И може да видиме што се случува сега секаде околу нас. И како таков, заради нашите дела, гревот навлегува во целата земја. Поентата е дека кога Господ го создал човекот, му дал и сила, му дал и авторитет, и мог за човекот да прави добро. Човекот го употребил тоа за нешто лошо, но ќе се вратиме на тоа. Но Бог од самиот почеток ветува спасение. Веднаш од кога човекот го прави гревот и го нечистува созданието, Бог ветува спасение. Првен тој повикал луѓе да ја вршат неговата мисија на земјата, например, го повикува Ное. Ное, пошто е познат? Пошто е познат Ное? Какво? Бродот и животните, така? Да. Подосна Бог го повикува Авраам, со тоа на кого му ветува дека преку неговото семејство ќе подигне еден народ, преку кој ќе донесе конечно спасение за луѓето од целиот свет и за сите народи. И на самиот почеток многу беше важно Божиот народ да биде свет народ, да биде избран свет народ, кој ќе живее според Божите правила, според Божите принципи, според повикот кој Бог го има за нив. Бидејќи само тогаш, кога ќе ги знаеме Божите правила, само тогаш кога ќе ги знаеме Божите принципи, ние ќе знаеме каде ние всушност грешиме. И затоа Бог го повикал Мојсей, преку кој Бог ни го дал законот. Најголемата објава на Мојсей, која Бог му ја дал, била на планината Синај. И која била таа објава? 10 Божи заповеди. Ете, децата веќе знаат. Но да се вратиме на досадните имиња, кои ги има премногу. Зошто толку многу имиња?
На самиот почеток кога човекот паѓа во грев и светот се расипува, Бог ветува спасение преку народот кој ќе го повика. И тоа зборевме преку Авраам, преку Израел. Први му кажа на Авраам дека преку неговото семејство Бог ќе донесе спасение, а подосна преку семејството на Авраам кој всушност станува цел народ, преку тој народ Бог ќе донесе спасение. И затоа додека израелците чекале спасение од Бог преку нивниот народ, тие ги запишувале сите имиња и семејства кои се дел од народот, за кога ќе дојде Спасителот, тие да може да го препознаат дека тој е од тој народ. Сагате ли колку е важно тоа? Ако Бог ветува спасение преку Авраам, израелците морале многу внимателно да пристапат кон родословијата, тие се многу важни работи, за преку тие родословија да знаат дека Месијата кој ќе дојде, ја има поврзницата директно до Авраам. Мора да ги пишуваат и имиња. Не ги пишувале имињата затоа што им е кеф да пишуваат имиња, затоа што вежбале калиграфија. Тие ги пишуваат имињата затоа што Бог ветил спасение токму преку тој народ, преку тоа семејство, преку човекот Авраам, за да можат кога ќе се појави тој спасител, да ја има таа линија директно до Авраам, затоа што Бог така ветил. Кога доаѓа Исус, тие кои го пишувале неговото евангелие или неговата приказна, заради тоа што израелците ги пишувале и памтеле сите тие имиња, за Исус можеле да напишат кои се неговите дедовци назад, дури до самиот Адам. И така и ние. Покрај сите тие пророштва кои се исполнуваат, можеме да видиме дека освен пророштвата, Исус е токму ветениот Месија и Спасител кој е ветен од Бог и преку семејството и народот преку кој тој доаѓа, бидејќи ние го имаме родословието на сите негови предци, дедовци и баби кои ги имал од самиот почеток до сега. И тоа е многу важно. Ја мислам дека тоа е многу јако. Замислете да можете да седнете, ево да стане некој од вас сега да каже вака: мојот татко е тој, мојот дедо е тој, мојот прадедо е тој, и да отидете така 1000 години наназад. Да ги знаете сите предци. Ја мислам дека тоа е многу јака работа. Ја не сум во состојба тоа да направам, затоа што јас знам само едно 4 поколенија наназад и тука се губи секоја трага. Би сакал да знам повеќе, ама не знам. За Исус се знае за неколку милениуми наназад. Тоа што е интересно е дека во самата Библија се испишени еден куп имиња. Имиња на сите оние кои биле повикани од Бог да ја водат неговата мисија. Е сега, ја мислам дека е многу јако да те биде името запишано. Обично кога еве дека имав еден пријател кој се викаше Мите, он работеше во FX3, ако ја знаете фирмата. Ова е за како се каже ова за 3D. За 3D, добро. И ми работе на некои од филмовите на Avengers, вие што беа познати. И јас секогаш кога гледав некој филм, ми кажуваше дека ги пишува таму некаде нивните имења, јас чекав, мислам никогаш не сум гледал така кест, да видиш имењата, ама го чекав пријател да си го видам како е напишан. Митко Јанев. Вау, напишан е таму. Дури и некој такви работи. Замислете името да ви е напишано некаде на некое многу важно место, каде сите ќе го видат. Например во Библијата. Замислете името да ви е напишано во Библијата. Најпопуларната книга од секогаш, најпродаваната книга од секогаш, и таму да стои вашето име. Има една уште појака работа отколку вашето име да биде напишано во Библијата, но ќе ви кажам покасно. Тоа беше првото скриено богатство во Библијата. Тоа се родословија. Деца, внимавајте на прашањето. Така е. Втората скриено богатство, кое се наоѓа во калта на библискиот текст, е повторувањата во текстот. Кога некогаш читате Библијата, ако ја читате, се надевам дека читате, понекогаш доаѓате до делови каде се повторува. Цело време се повторува еден избор или се повторува една иста фраза и сикате зошто трошеле мастило и лист кога во старо време немало многу. Еве ќе ви покажам еден важен дел од Библијата каде се повторува текстот. Ќе читам Создавање, Битие 1.27. Битие 1.27 вели вака: и Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи го создаде, машко и женско ги создаде.
Колку пати се спомнува создаде? Мислам дека сватевме од самиот почеток дека Бог ги создаде. И дека ги создаде според Божиот образ. Но повторно се повторува Божиот образ. Што е поентава? Писателот може би имал дислексија, појма не. Пишувал и само еднаш пак го повторувал. Тој веќе кажа дека ги создал според Божиот образ и пак го повторува тоа. Што е работа? Овде во овој стих нема ниту еден збор кој е случаен, верували ли не? Нема ниту еден збор кој е случаен или да е вишок. Секој збор е одмерен, има своја задача, посебно се однесува тоа на зборовите кои за нас понекогаш непотребно се повторуваат. Евреите имаат една форма која се вика кајастичка структура и они така пишуваат. Важните работи ги пишуваат преку кајастичка структура, паралелизам. Кога израелците памтеле важни работи, најважните нешта тие ги повторувале неколку пати. Кога го пишувале текстот, тие го запишувале како што бил запамтен и тоа отприлика изгледа токму како овој стих што го прочитавме. Видете сега како изгледа овој текст. Гледате ли? Структурата на овој текст. И Бог го создаде. И гледате, тука има паралели. А, и А, Б, и Б, и С е средината на овој текст. Така пишувале евреите. Тоа е една стилска фигура која тие имаат. Кајастичка структура. Што ни откриваат овие досадни повторувања? Што ни откриваат? Прво, А, паралелизмот на А Бог го создаде и ги создаде, А и А1, одговараат на едно од најважните прашања за човекот. А тоа е прашањето од каде доаѓам јас? Од каде сум јас? Како се најдов јас на оваа земја? Не сме свесни колку ресурси трошиме ние како луѓе само да дознаеме од каде доаѓаме. Има еден филм кој се вика Прометеј или Прометеос, ако сте го гледале, кој излезе нека 2012 година и покажува дека до која мера човекот е спремен да оди за да открие од каде доаѓа, да одговори на тоа прашање, од каде доаѓам јас. Тука и на таа тема се кршат многу копија во разговорите во подрачјето на науката. Од каде доаѓа? Дали сме ние случајност? Дали има некој интелигентен дизајн позади сето ова кој ние го гледаме околу нас? Според Библијата и оваа репетитивна форма овде, она што писателот сакал да го разбереме во репетитивните загради, тие се викаат загради, првите линии се загради, е тоа дека ние никако не сме случајност, ние сме создадени, имаме свој почеток. И тоа значи дека Бог имал некаква намера кога не создавал нас. Тоа писателот на Библијата сака многу јасно да го разбереме. И после одиме на втората паралела, Б и Б1, човекот. Втората паралела одговара на прашањето кој сум јас. Првата одговара на од каде сум јас, втората одговара на кој сум јас. Јас сум човек. Бог го дефинира човекот како машко и женско. Може би тоа не ви изгледа голема работа сега што стои така како што стои, но има едни стари тврдења, а сега едни многу нови тврдења кои го споруваат токму тој момент. Старите тврдења зборуваат дека едниот род е супериорен на другиот. Но овде кога писателот на Библијата го спомнува човекот и во својата паралела не го издвојува едното и од другото, кога ги спомнува на исто место, покажува дека човекот во суштина е еднаков. Мажот е еднаков човек како што и жената е човек. Нема апсолутно никаква разлика. Никаква разлика по прашање на суштината. Во новите тврдења луѓето ќе го оспорат ова, дека човекот е машко и женско. И кажат, овака се, има многу повеќе опции и така натаму. Сепак според Божиот дизајн постојат два рода и ниеден род не е супериорен и двата рода се подеднакво важни и суштински за оригиналниот дизајн на созданието. Бог го создаде човекот, цртичка, машко и женско ги создаде. И централниот дел на овој текст одговара на прашањето која е целта на животот. Која е целта на животот? Првото прашање беше од каде доаѓам, второто прашање кој сум јас
а веќе централниот дел е која е целта на животот. И веќе доаѓаме до тој важен дел, кој се повторува. И повторените зборови стојат едни до други. Бог открива дека сме создадени според Негов образ. Самото тоа говори на прашањето за целта на животот. Со тоа што Бог го создава човекот според својот образ, според Божиот образ, му дава мандат на човекот и одговорност која е многу голема. Со тоа Бог му дава и моќ на човекот да преку неговите дела да може да го обликува светот околу себе. Јас обично ги земам овие прости примери за кои ние веќе сме и слепи. Да кажеме, ние сега седиме на столче кој човекот го направил, седиме во зграда која човекот ја изградил, огромна зграда. Тоа е креативност која Бог му има подарено на човекот. Тоа е една отслика на Божиот образ во нас, да можеме да создаваме. На некој начин Бог, теолошки веруваме дека Бог продолжува да создава преку човекот. Затоа го става својот образ во овој свет, да продолжува да создава преку нас. Подоцна ќе видиме дека човекот можеше таа моќ да ја искористи да направи нешто неверојатно добро. Или преку слободната волја која има да направи нешто што ќе направи многу проблеми во светот. Затоа подоцна. За сега го откриваме второто скриено богатство во Библијата, а тоа се повторувањата на зборовите, кои мислиме дека понекогаш и не морал така да се напише овој текст. Но е напишано со цел. Третото скриено богатство можеме да го најдеме во некои набројувања и во премногу детали кои се дадени во Библијата. Понекогаш има премногу детали во Библијата кои не знам зошто мора да стојат. Например, има еден текст од Излез 35, 10 до 14, вели вака, кога се гради шаторот на средбата во Излез, вели вака: и сите кои се меѓу вас, мудри по разум, нека дојдат да направат се што заповедал Господ. Две точки. Скинијата, платништата и покривот неизин, кукичките неизини и штиците, напречниците неизини, столбовите неизини и подножјата неизини, и ковчегот на заветот со своите лостови, и чистилиштето, и завесата за преграда, трпезата и лостовите неизини, и сиот прибор неизин, и лебовите за принос, светилникот за осветление со приборот негов и така натаму и така натаму. И знаете ли што? Тој е воведот. Уште неколку стиха тој е воведот. После разговорот навлегува во тоа колку што да тежи, колку да биде долго, какви материјали да се користат, кои слики да бидат извезени, во која боја да бидат, какви да бидат тие, да кажеме, свекникот, какви да бидат постолијата, какво да... Значи, детали неверојатни. Имам чувство дека Мојсей трошал премногу хартија на такви работи. Во денешно време ние сакаме да му дадеме слобода на артистот, да се изрази. Обично знам дека тие графички дизајнери доживуваат пекол кој ќе дојдеш да му кажеш: слушај, ај направиме дизајн, ама тука стави ми роза, црвена да биде, тука стави ми квадратче со текст, оно, и дизајнерот ќе ми каже: па што ти треба място уш? Направи да имаш компјутер, направи си го. И во тогашно време, од тоа што го слушам, Бог се инволвира во најмалите детали кои постојат. Сето тоа е внимателно обмислено и наредено од Бог. И зошто го кажувам тоа? Сакам да знаете дека Бог се грижи за деталите. Во денешната култура, која кажеме Бог, дури и тие кои веруваат, го доживуваат како Бог дистанциран, Бог на дистанца. Така го доживувале едни од раните, од први век една група епикурејци, кои они верувале во Бог, ама Бог е отсутен. Верувале во отсутен Бог. Они ги кажат: да бе, Бог постои, ама он е многу отсутен. Се што се случува тука нема врска со Бог. Ние сме оставени сами на себе. Тоа е тоа. Тоа е Богот на епикурејците. И мислам дека тоа е моментално најпопуларната идеја за Бог околу нас. Сите ќе ти кажат Бог постои. Океј, повеќето во Македонија. Да бе, да, веруваме во Бог. Ама во секојдневието Бог е тотално отсутен. Од личниот живот, од општеството, од одлуките кои ги носам. Бог е отсутен, Бог го нема никаде. Ама Бог постои, таа работа, да не веруваме во Бог. Голем дел од тоа што треба да го разбереме дека Бог не остава ништо на случајност. Бог е инволвиран во деталите.
Голем дел од научниците денес ќе ви кажат дека сиот живот што се гледа се резултат на некаква случајност. Случајно се случува Биг Бенг, случајно се создаваат најважните услови за да може да имаме живот на земјата и точноста на таа случајност е во илјадитите делови на секундата и нема втора шанса за тоа да се повтори. Нема второ. Една што може да се деси. Се тоа што е наведено дека мора да се случи во првите илјадити делови од секундата веднаш после Биг Бенг, мора да биде прецизно, точно и временски и во количина, како што треба за тоа кои елементи се создаваат. За на една планета, тоа сме ние, да се позиционира правилно во сооднос со Сонцето и да се закоси доволно за да се создадат совршените услови за живот. И сето тоа треба да биде случајно. Случајно се создаваат едноклеточните организми и тој дискурс мене е многу интересен. Викат вака. Случајно се создава обвивката за да може да се формира нашата ДНК. Ние имаме ДНК. Но ДНК-та може да постои само во една обвивка која може да постои. Сега, за да има обвивка, треба да има ДНК која ќе каже каква обвивка треба да биде. И сега тука научниците се впуштаат во разговорот на кокошката и јајцето, што е прво. Дали обвивката која постои прво па ДНК-та, ама не може да постои обвивката без ДНК, тогаш како може ДНК-та да се формира без обвивка? И отприлика тука една голема темна дамка, не знаеме што се случува. ДНК-та кажува која боја на очи ќе имаме, каква коса ќе имаме и сето тоа треба да биде акт на случајност. Според Библијата, кога Бог гради, тој не остава ништо на случајноста. Тој создава со намера да има љубовен однос со човекот и целото создание, ги повикува луѓето и внимателно ги одбира за мисијата да донесе спасение на човекот, дури и оние кои за себе сметат дека не се доволно добри. Токму таквите Бог внимателно ги бира. Кога го гради шаторот на средбата, Бог е инволвиран во секој детал од тој шатор. Каква боја треба да биде, колку да тежат некои работи, колкава да биде големината на ковчегот, како да изгледа свечникот, какви слики за да бидат искаени на завесите. Бог е инволвиран во секој еден мал детал во дизајнот на тој шатор на средбата. Исто така, Бог се инволвира во секој детал додека те создавал тебе. Секој еден мал детал. Каква боја на очи ќе имаш? Каква коса ќе имаш? Каква насмевка ќе имаш? Кои таленти ти ги дал Господ? Сите тие нешта, во сите тие нешта Бог лично бил инволвиран. Да тебе те создаде посебен или посебна со своји уникатни квалитети. Бог така пристапува на нештата. Во навидом непотребните детали и набројувања го откриваме третото скриено богатство, а тоа е дека Бог е вклучен во деталите на се што е создадено. Нема ништо случајно. Бог не е дистанциран и далеко, тој е близу и тој е вклучен активно во се што се случува на земјата. И тоа ми дава еден спокој и мир. Посебно кога животот знае да тргне наопако. Дека Бог е присутен, дека Бог е вклучен. Тоа е третото скриено богатство. Дека Бог е вклучен во деталите на се што е создадено. Ви кажал дека Бог, кога Бог го создал човекот, тој го создал на свој лик или на свој образ. И тоа му дава на човекот слободна волја и моќ да управува со сето создание и со сиот свет. Но човекот решил и решава се уште таа слободна волја да ја користи понекогаш и за лоши работи. Наместо човекот да создава како што Бог создавал, човекот почнал да граба и да краде и да уништува. И тука доаѓа најголемиот проблем на човекот. Тоа е гревот. Но во еден момент од историјата, тоа што го било најважно, она најтешката работа која требала да се случи, да се реши најголемиот проблем кој човекот го имал, тоа бил гревот, нешто посебно се случува. Најголемиот проблем на човекот и денешен не се финансиите, не е статусот, туку е гревот.
заради гревот, човекот е таму каде што е. За да го реши проблемот со гревот, на Бог му бил потребен еден посебен човек. На Бог му е потребен еден посебен човек кој никогаш нема да направи грев. Но дали е тоа возможно? Дали е можно? Никој никогаш ништо да не сгреши. Можно е? Имаме тука амбициозни луѓе. Дали е можно никој никогаш ништо да не сгреши? Тоа за нас е невозможно. Сите грешиме. Бидејќи човекот сгрешил, човекот требал да плати за гревот. Затоа што, знаете, во таа Божја правда, ако човекот сгреши, не може да плати куќата за таа работа. Разбирате ли? Човекот сгрешил, мора човек да плати за таа работа. Но бидејќи само Бог можел да ја плати таа цена, тогаш сам Бог доаѓа како еден од нас и станува човек. Живее безгрешен живот и на крај луѓето, грешните луѓе, го фаќаат и го распнуваат на крст. И така Бог, кој стана човек, умира. Но тоа не е крај. За кого зборувам сега, деца? За климата. За климата. Тука некаде. Кој умрел и воскреснал? Исус. Океј. Луѓето мислеа дека кога ќе го убијат Исус и кога ќе го погребаат, дека тој таму и ќе остане. Но што се случи? На третиот ден од како Исус беше погребан, тој воскресна. Тоа што ни кажа Библијата е дека секој кој ќе поверува во Исус, ќе следи неговите зборови и заповеди, има една посебна привилегија. Многу посебна привилегија. Дури уште посебна да биде напишана, да ти биде напишано името во Библијата. Библијата која е на земјата. Ви кажам дека многу е јако своето име да го видите запишано некаде, каде сите може да го видите. Во Скопје посебно има многу графити, секој си го пише името секаде, не знам, те сакам колку цело Скопје и повеќе променем. Овој графит го запамтив таму кај Маврока. Скопје не е голем град, но... Да. И тоа значи љубов да не... Поетава е дека сите сакаме нашето име да биде запишено, да бидеме запамтени, да бидеме приметени во животот од некој, да му значиме на некој нешто. И затоа често пати го пишуваме името, обично во наша култура кога ќе се стави нов бетон, так и минјата. Таа година, тоа е многу важно. Пошто кога ќе се стврне бетонот, сите ќе видат која година е направена и моето име таму ќе стои. Тоа го правев и ја, као дете. Например, замислете вашето име да е во Библијата. Тоа е голема чест. Исус ветува една многу важна, уште поубава работа. Секој што верува, неговото име ќе биде напишано во книгата на животот, која се наоѓа на небото. Во Лука 10:20 ќе видиме вели вака: кога апостолите се радуваа, има прекрасна мисија, дојдоа успешна мисија, лудница, мислам, луѓе што беа болни, излекувани, секакви работи се случуваат, доаѓаат и овака напомпани. Доаѓаат Исусе, знаеш ли што све се деси, народни, овака, што да ви кажам, срекни, радосни. Доаѓаат кај Исус ги гледа и тоа е супер. Исус не им вика, што се занесувате, не им го вика тоа. Но вели вака: но не радувајте се на тоа што духовите ви се покоруваат. Океј, тоа е океј работа. Туку радувајте се што вашите имиња се напишани на небесата. Зошто? Затоа што кога вашето име е напишано во книгата на животот, во небесата, каде што се наоѓа Бог, вашето име таму останува за секогаш. Апсолутно за секогаш заедно со Бог. Кога вашето име е запишано во книгата на живите, тоа значи дека вие вашата надеж, целосна, ја полагате врз оној кој е живиот, кој е воскреснал од мртвите. И според писмото покажува дека оние што веруваат во него, како и Исус тие еден ден ќе воскреснат заедно со него и ќе бидат заедно со него за секогаш. Секоја прва недела во месецот ние имаме причест и се потсетуваме токму на тој акт на Исус Христос кој тој го направил додека бил на земјата. Тој умрел за нас и кога воскреснал им оставил еден сакрамент, еден спомен на апостолите, им кажал:
правете го за мој спомен. Тоа се вика причест, тоа што ние го правиме секоја прва недела во месецот. Јас сега ќе вам замолам да станете, ќе се молиме за лебот и за виното, ќе се сетиме за тоа што Исус го направил, ќе се сетиме за актот кој навистина ни овозможи на нас, да можеме преку вера да пристапиме и да бидеме дел од Неговото царство, да бидеме нашите имиња да бидат запишани во книгата на животот. Јас ќе му благодарам на Господ за лебот, ќе му благодарам за виното и ќе пристапиме кон причеста. Ајде се молиме. Татко наш небесен, те благодариме Господе за лебот, кој Господе ти ни заповеда да го зимаме и да се присетуваме на жртвата која тија имаше за нас, ја даде за нас Господе Боже мој. Фала ти Господе за твоето тело што беше прекршено за нас. Да Господе Боже мој, ние можеме преку вера само, преку вера во тоа дело, да можеме добиеме живот вечен. Татко мој небесен, ти благодарам за крвта која ти ја пролеа за секој еден од нас. Твојата крв која беше скапоцена и чиста, Господе Боже мој, да ги измие сите наши греови. Татко мој небесен, фала ти за оваа чаша, која е чаша на новиот завет кој ти го склучуваш со секој еден од нас посебно. Ти благодарам, Господе Боже мој, за твоите дарови, за кои ние денес се присетуваме, Боже мој. Господе, ти благодариме за се што ти даваш за нас, со се што не благословуваш, Господи Боже мој. Се оставаме, татко мој, во твоите раце. И Боже мој, пристапуваме со вера кон овој дар, да Господи Боже мој го примеме и го исполниме ветувањето и наредбата која ти имаш дадеме да се присетуваме на твојата смрт додека ти повторно не се вратиш. Господи се Христе, ти ни ветуваш дека нема да пиеш од оваа чаша се додека не бидеме заедно со тебе во новото небо и во новата земја. Амен. Сам да оставам малце сега неколку минути во тишина, да поминете во молитва, да се измирите со Господ, затоа што никој од нас тоа не го прави заслуга, тоа го пристапуваме преку благодат Божја. Едноставно Господ ни даде милост, не измири и со Него, но и едни со други. Најде има една приказна каде што Исус кажува, ако одиш принесуваш дар пред Господа. И таму додека го принесуваш дарот, принесувањето на дарот бил момент кој никој не сме да те прекине. Тој е свет момент. Кога некој принесува дар, ни свештеникот, никој не сме да те прекине затоа што тој момент кога ти имаш средба со Бог. Исус вели вака, кога принесуваш дар, ако се сетиш дека братот или сестрата имат нешто против тебе, оди измири се. Не чекај. Исус го прекинува дури тој момент, за да можеме да се измириме едни со други. Затоа ве молам да поминеме некоја време во тишина, во молитва. Нека Господ ги води вашите мисли на места каде што ни треба помирување, ни треба простување, ни треба милост и другите требаат милост од нас. Да едноставно пристапиме во таа благодат во која Господ не повикува. Ева поминеме малку време во молитва.